Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Исус го воскреснува Лазар од мртвите. Од минатиот пат ќе се сетите дека Исус намерно го одложи одењето во домот на Марта, Марија и Лазар во Витанија. Тој всушност чекаше Лазар да умре. Откако Лазар умре, Исус им кажа на учениците дека е време да одат. Кога дојде Исус, откри дека тој веќе 4 дена е во гроб, а Витанија беше близу до Ерусалим, околу 15 стадии. Мислам дека не станува збор за долг пат. Слушнете што пишува во следните стихови. И мнозина јудејци беа дошле кај Марта и Марија да ги утешат за нивниот брат. Кога чу Марта дека доаѓа Исус, излезе пред него, а Марија седеше дома. Тогаш Марта му рече на Исус: Господи, ако беше ти овде, брат ми немаше да умре. Марта како да го укорува Исус: Зошто не дојде порано? Исус го одложи доаѓањето за 2 дена, а Марта му вели: да дојдеше порано, брат ми немаше да умре. Од една страна, од овие стихови дознаваме дека таа имаше вера во Господ, а од друга страна дека немаше трпение и понизност да се потчини на Божјата волја. Стих 22. Но и сега знам, што и да посакаш од Бога, Бог ќе ти даде. Со други зборови, Марта сепак веруваше дека Исус може да ги воскресне мртвите. Исус веќе го направи тоа претходно. Иако нејзината вера не е совршена, сепак е реална. Таа му рече: но и сега знам, што и да посакаш од Бога, Бог ќе ти даде. Исус и рече: твојот брат ќе воскресне. Марта му рече: знам дека ќе воскресне при воскресението во последниот ден. Марта веруваше во воскресението. Таа беше верник. Слушнете што пишува во стих 25. Ова е една од најважните изјави во Евангелието според Јован. А Исус и рече: јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ќе живее. Што сака да каже Исус кога вели и да умре? Мислам дека се однесува на оние кои се духовно мртви. Ако поверуваат во Господ Исус, оние кои се духовно мртви ќе оживеат. И секој што живее и верува во мене, нема да умре довека. Го веруваш ли тоа? Исус зборува за иднината и вели дека оние кои веруваат во него нема да доживеат вечна смрт. Го верувате ли тоа денес? Таа му одговори: да, Господи, јас поверував дека ти си Христос, Синот Божји, што треба да дојде во светот. Да ве потсетам, сведоштвото на Симон Петар беше слично. И тој рече дека Исус е Божјиот Син, долго очекуваниот Месија. Штом го рече тоа, отиде и ја повика сестра си Марија тајно, велејки: учителот е овде и те вика. Таа кога чу, стана бргу и отиде кај него, зашто Исус уште не беше дошол во селото, а стоеше каде што го беше дочекала Марта. Марија истрча за да се сретне со Исус. Знаеше дека во моменти на длабока тага, тој е оној кој може да ја помогне. Ке ги прочитам стиховите 31 и 32. Јудејците, што беа со неа дома и ја утешуваа, кога видоа дека Марија стана бргу и излезе, отидоа и тие по неа, мислејќи дека ќе оди на гробот да плаче. А Марија, штом пристигна таму каде што беше Исус, и кога го виде, падна пред нозете негови и рече: Господи, да беше ти овде, немаше да умре брат ми. Реакцијата на Марија е слична како онаа на Марта. Да беше ти овде, немаше да умре брат ми. Сестрите знаеја дека присуството на Господ Исус можеше да ја спречи смртта, но од друга страна, тие не знаеја дека Исус намерно задоцни и дозволи Лазар да умре. Мислам дека тоа е една од причините зошто некое време подоцна Господ Исус ќе рече: подобро е за вас јас да си отидам. Подобро е за учениците Исус да си отиде. И тука објасната една од причините зошто е тоа така. Ако Исус продолжеше да живее на оваа земја во тело, ако беше присутен на местото каде што се наоѓате вие, немаше да може да биде присутен тука каде што сум јас. Ако беше тука каде што сум јас, немаше да биде таму каде што сте вие. За него ќе беше невозможно да биде на сите места во исто време. Затоа Исус вели дека е подобро да си оди, бидејќи на негово место ќе дојде Светиот Дух, утешителот, кој Исус веќе го испрати за време на празникот Педесетница.
Со оглед на тоа што Светиот Дух не е ограничен во тело, тој може да биде насекаде. Тој е присутен таму каде што сте вие. И тука, каде што сум јас. Светиот Дух е присутен низ целиот свет и живее во оние кои му припаѓаат на Христос. Стих 33. Исус пак, кога ја виде како плаче, и јудејците што беа дошле со неја како плачат, се натажи и се потресе. Со други зборови, ако сакате да знаете како Бог се чувствува во врска со смртта на вашите ближни, овој стих ви го дава одговорот. Исус се натажи и се потресе. Смртта е ужасна и кога се соочуваме со неа, можеме да бидеме сигурни дека Бог се чувствува со нас. Во оваа случка Бог се чувствуваше со живите, не со мртвиот, бидејќи знаеше што ќе се случи со него. Па рече, каде сте го положиле? Му рекоа, Господи, дојди и види. Следува најкраткиот стих во Библијата. Исус просолзи. Бог се чувствува со оние кои тагуваат на погребите. Тој ни се придружува и плаче заедно со нас. Тој не плаче за оние кои се во Христос, бидејќи тие се на подобро место, туку за оние кои тагуваат по нив. Смртта е непријатна и затоа Исус просолзи. Тогаш јудејците рекоа, гледај колку го сакал. Мислам дека народот направи грешка. Исус не го сакаше само Лазар, туку сите кои беа присутни и тагуваа по него. Стих 37. Некој од нив пак велеа, не можеше ли овој што ги отвори очите на слепиот да направи и овој да не умре? Дел од народот се потсети на исцелението на слепиот. Очигледно е дека тоа исцеление беше тема на разговор не само во Ерусалим, туку и во околината. Луѓето знаеа дека тоа чудо е вистинито, но се прашуваа зошто Исус не направи чудо за Лазар. А Исус пак се нажали во себе и дојде до гробот. Тоа беше пештера и камен навален на неа. Слушнете ја реакцијата на Исус во стих 39. Рече Исус, кренете го каменот. Марта, сестрата на умрениот, му рече, Господи, мириса веќе, има 4 дена откако е умрен. Поминаа 4 дена и почна процесот на распаѓање на телото. Без разлика колку се трудат оние кои ги облекуваат и шминкаат починатите, реалноста е дека ништо не може да го спречи процесот на распаѓање на телото. Тоа не значи дека ја обезвреднувам работата на оние кои го прават тоа. Токму напротив, го ценам тоа што го работат. Но сакам да кажам дека не можеме да го прикриеме фактот дека неколку дена по смртта телото почнува да се распаѓа и да мириса. Без разлика во каква облека ќе го облечете, каква шминка или парфем ќе му ставите, во каков ковчег ќе го ставите или колку цвеќиња ќе наредите околу него, телото ќе се распадне. Некој можеби ќе праша, што значи тоа? Дека не треба да ги правиме тие нешта? Не, мислам дека е во ред да се прават бидејќи им помагаат на луѓето да се справат со шокот од смртта на нивните ближни. Но ништо не може да ја прикрие миризбата на телото по неколку дена. Смртта е ужасна и од тоа нема бегање. Откако ќе настапи, духот и душата на починатиот го напуштаат телото, а телото почнува да се распаѓа. Оние кои се спасени се вон телото, но присутни кај Господ. Стих 40. Исус и рече, нели ти реков дека, ако веруваш, ќе ја видиш славата Божја? Исус претходно кажа дека тоа што ќе се случи ќе биде за Божја слава. Тогаш го дигнаа каменот каде што лежеше умрениот. А Исус ги подигна очите нагоре и рече, Оче, ти благодарам што ме услиши. Јас знаев дека ти секогаш ме услишуваш, но ова го реков заради народов што стои наоколу, за да поверуваат дека ти си ме пратил. Исус не мораше да ја каже оваа молитва. Ние имаме потреба од молитва. Тој не. Сепак наглас ги кажа овие зборови, за да ја зацврсти верата на оние кои беа присутни. Кога го рече ова, извика со силен глас, Лазаре, излези надвор. Тоа е еден од методите кои ги користеше кога воскреснуваше мртви. Тука сакам да кажам дека иако во Евангелијата има запишано само 3 или 4 случаи во кои Исус воскреснува мртви, искрено верувам дека имаше повеќе од тоа, но не се запишани сите. Исто како што исцели многу слепи, верувам дека Исус воскресне и мнозина мртви, но не се спомнати. Слушнете што се случи.
Излезе умрениот, завиткан во платно по рацете и нозете, а лицето забрадено со крпа. Им рече Исус: одвиткајте го и оставете го да оди. Воскресението е враќање на живот во старото тело. Токму тоа се случува во овие стихови. Исус не го воскресна духот на Лазар, туку неговото тело. Патем, ја забележувате ли разликата помеѓу воскресението на Лазар и тоа на Исус? Кога Исус воскресна од мртвите, тој ја остави погребалната облека во гробот и веднаш излезе. Не само тоа, но кога излезе од гробот немаше потреба некој да го тргне каменот. Предпоставувам тоа е така бидејќи по воскресението Исус имаше прославено тело, за разлика од Лазар, кој го доби назад старото тело. Тоа е причината поради која можеше да влезе во просторијата по која се наоѓа апостолите, иако вратата беше заклучена. Очигледно е дека прославените тела кои ќе ги добиеме еден ден се поразлични, но не во изглед од овие кои ги имаме сега. Еве го резултатот од се што се случи. Тогаш мнозина од јудејците што беа дошле со Марија и видоа што направи Исус, поверуваа во него. Некои од нив отидоа кај фарисеите и им рекоа што направи Исус. Некои од луѓето поверуваа, а други веднаш отидоа кај фарисеите за да им кажат што се случи. Сигурно не беа рамнодушни на тоа што го видоа, но сепак отидоа да се консултираат со нивните религиозни авторитети. Смртта и воскресението на Исус се суштината на Евангелието. Уште се наоѓаме некаде во средината на Евангелието според Јован. Со настаните кои се опишани тука, отприлика доаѓаме до крајот на јавната служба на Господ Исус. Може би ви е чудно што крајот на неговата служба не е опишан на крајот од Евангелието. Но Јован обрнува многу внимание на последната недела од службата на Исус и времето поминато со апостолите. Јавната служба на Исус започна кога Јован Крстителот го идентификуваше како Божјото јагне, а завршува со воскреснувањето на Лазар. Почнувајќи од глава 13, Јован ја опишува последната недела од животот на Исус. Што значи дека хронолошки гледано, чудото со Лазар се случи само неколку денови пред Исус да биде распнат и да воскресне. Очигледно е дека Јован, како и другите евангелисти, ставил голем нагласок на последните неколку денови од животот на Исус. Првата половина од Евангелието го опишува речиси целиот живот на Исус, а во втората половина е опишана последната недела од неговиот живот и неколку настани кои се случија по воскресението. Ке споделам со вас една многу интересна статистика, која многу добро ја објаснува важноста на ова што го велам. Во 4 Евангелија има 89 глави. Само 4 од нив се посветени на првите 30 години од животот на Исус. Останатите 85 глави се посветени на последните 3 години. Од тие 85 глави, 27 ги обработуваат настаните поврзани со последните 8 дена од неговиот живот. Тоа значи дека отприлика 1/3 од содржината на Евангелијата се однесува на последната недела од животот на Исус. А главниот нагласок во тие глави е ставен на смртта и воскресението, на крстот и на празниот гроб. Тоа е сосема разбирливо, зашто смртта и воскресението на Господ Исус се најважните настани во историјата на човештвото. Не можеме вистински да ја разбереме Библијата, ако не сфатиме дека најважниот момент опишан во неа е смртта и воскресението на Исус Христос. Тоа е суштината на Евангелието. Авторите на Евангелијата го направиле тоа што и апостолот Павле го направи подоцна. Тој напишал: бидејќи бев решил да не знам меѓу вас ништо друго, освен за Исус Христос, и тоа распнатиот. Реакциите на воскресението на Лазар. Ајде подетално да видиме што се случи по воскресението на Лазар. Може би мислите дека после ова чудо сите скептици беа уверени дека Исус е Месијата. Но за жал, тоа не се случи. Во една од параболите која е запишана во Евангелието според Лука, Исус многу јасно кажа дека оние кои не сакаат да ги слушаат Мојсей и пророците, нема да го слушаат сведоштвото дури и од воскреснат мртовец. Тоа е параболата за сиромашниот Лазар. Повторно ќе ги прочитам стиховите 45 и 46. Тогаш мнозина од јудејците што беа дошле со Марија и видоа што направи Исус, поверуваа во него.
некои од нив отидоа кај фарисеите и им рекоа што направи Исус. Селото во кое се случи ова чудо е многу блиску до Ерусалим. Оние кои не беа убедени дека тоа што се случи е вистинско чудо, отидоа да им раскажат на фарисеите за настанот. Мислам дека тоа е една од причините зошто денес Бог не прави толку многу чуда како во времето на првата црква. Иако чудата се важни, тоа не значи дека истите би биле повод за многумина да поверуваат во Господ Исус. Како што можете да видите, и покрај сите поуки и исцеленија кои ги направи Исус, поголемиот дел од народот не почна да го следи. Истото се случува и денес. Не сум убеден во идејата дека повеќе луѓе ќе го следат Исус ако има повеќе чуда и исцеленија во црквата. Чудата не се во срцевината на Евангелието. Смртта и воскресението на Исус се. За да веруваме во смртта и воскресението на Исус не ни е потребно да видиме чудо. Проблемот денес не е со аргументите кои ни се достапни, или во недостигот на чуда, туку во срцата на луѓето кои не сакаат да веруваат, без разлика што ќе видат и слушнат. Кога религиозните водачи слушнаа што се случи, тоа уште повеќе го поттикна нивниот гнев. Тогаш првосвештениците и фарисеите се собраа на совет и рекоа: "Што да правиме? Овој човек прави многу чуда." Слушате ли што рекоа непријателите за него? Дури и тие не можеа да порекнат и признаа: "Прави многу чуда." Како што кажав претходно, убеден сум дека Господ Исус направи многу повеќе чуда од оние кои ги читаме во Евангелијата. Но писателите на Евангелијата одлучиле да не ги запишат. Сигурно Исус исцелил стотици, можеби и илјадници луѓе. Дури и неговите непријатели признаа дека прави многу чуда. Се најдоа во незгодна позиција, бидејќи знаеа дека неговото влијание станува се поголемо. За жал, денес има многу луѓе кои се нарекуваат христијани, но тврдат дека чудата воопшто не се случиле и се обидуваат да дадат логично објаснување за тоа што е запишано во Евангелијата. Но дури најголемите непријатели на Исус не се осудија да кажат дека чудата не беа вистински. Стих 48. Ако го оставиме така, сите ќе поверуваат во него и ќе дојдат римјаните, па ќе ни ја одземат земјата и народот. Религиозните водачи се плашеа дека голема маса народ ќе почне да го следи Исус, дека тоа ќе резултира со бунт и револуција и дека римјаните ќе пратат војска за насила да ја смират ситуацијата. Се што религиозните водачи правеа беше мотивирано од страв. И тоа е една од причините зошто не го следеа Исус. Тоа е една од главните причини зошто многу луѓе и денес не го следат Исус. Дури и во црквите има мнозина кои поради страв не сакаат да застанат на страна на вистината, на страна на тоа што е правилно и богоугодно. Таквите луѓе само стојат и не прават ништо. Ми наликуваат на неми кучиња, кои не сакаат да лаат, за да ги предупредат другите од опасноста која доаѓа. Слушнете што пишува во следните 3 стихови. А еден пак од нив, Кајафа, кој таа година беше првосвештеник, им рече: "Вие ништо не знаете, ниту помислувате дека е поарно за нас да умре еден човек за народот, отколку сиот народ да пропадне." А ова не го рече тој сам од себе, туку, бидејќи беше првосвештеник таа година, прорече дека Исус ќе умре за народот. Религиозните водачи се плашеа дека римјаните ќе дојдат и ќе ми одземат власта која ја имаа. Се обидуваат да сторат се што можат да не дојде до тоа. Но во 70-та година токму тоа и се случи. И не само за народот, туку и за да ги собере заедно растурените Божји чеда. Ова е прекрасно пророштво. На првосвештеникот му беше даден дар на пророштво, за да им каже на другите што ќе се случи со Исус. Од тој ден се согласија да го убијат. Ова е почетокот на крајот. После се што видоа и слушнаа, непријателите се согласија и почнаа да го планираат неговото убиство. Настаните за кои читавме се всушност опис на последното чудо кое Исус го направи во јавност. Заради тоа Исус веќе не одеше јавно меѓу јудејците, а оттаму отиде во крај, близу една пустина, во градот наречен Ефрем, и таму се задржа со учениците своји. Тие не му веруваа на Мојсей. Зошто би му поверували и на некој кој воскреснал од мртвите? Ова е всушност и последната недела од животот на Исус.
а се наближуваше јудејскиот празник Пасха. И мнозина од тој крај отидоа во Ерусалим пред Пасхата, за да се очистат. Тогаш го бараа Исус и, стоејќи во храмот, си разговараа меѓу себе. Што мислите? Нема ли да дојде на празникот? А првосвештениците и фарисеите беа веќе издале заповед. Ако некој дознае каде е, да јави, за да го фатат. Станува збор за многу важен период од животот на Исус. Како што ќе видите во следната глава, тој оди во домот на Лазар, Марта и Марија, а потоа следува и заедништвото кое го имаше со апостолите во горната соба. Следниот пат ќе ја проучуваме глава 12. Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.